во рамки на училишните часови ние ги поминуваме сите стандардни подрачја, значи тоа се цртање, сликање, вајарство, графика и дизајн по програмата. Меѓутоа, она што можам да се пофалам за нашето училиште е што процесот при правење на графики, кој што почнува со скица, матрица, изработување на матрицата и печатење на истата, значи уметничкото дело во графиката е всушност отпечатокот. Не дека не може да се печати со рака, значи го се печати или со лажица, или со гумен чекан, значи се наоѓаат начини. Има посебна алатка за рачно печатење, но најубавиот печатоци се добиваат со помош на графичка преса, значи како што ја имаме овде. Им овозможува на децата да видат како го работат тоа професионалци графичари. Значи целиот процес од почеток до крај како завршува. Графиката е уметност на печатење, односно вештина на убав отпечаток. И секогаш се печатат повеќе примероци. Така гледаме кој е најубав, кога што сме употребиле, кога што треба да се додаде или одземе во однос на боја, притисок. Значи тоа е сепак вештина. Не е само, нели, да ја направиш матрицата и готово. Отпечатокот е успехот всушност. И тогаш пристапуваме кон печатење, сушење, избирање на подлога врз која се печати, како што може да приметите тука имаме и торбички, и маички, букмарк може да се печати, значи што и да е од производи кои што ги користиме во секојдневниот живот може да влезат во приказката. Самиот процес почнува со цртеж. Значи давам мотив, може да биде за било каква работилница, проект, настан, што и да е, нели? Се прави цртеж, од цртежот зависи која техника ќе обработуваме. Во училишни услови можеме картон печат или линорез, бидејќи тие се мануелни, не треба никаква хемикалија или ништо, бидејќи повеќето техники во графиката се со хемикалии, со печење на истите, значи има многу техники, 5, 6, 7 нека се техники во графиката. Тука, кај нас, картон печат и линорез, тоа е висок печат, значи картонот, парчиња кога се сечат, тука исто можете да видите картон печат или еве можам да покажам во исто време. Тоа што е извадено практично е бело, она што останува на површината се печати. Кај линорез тоа што се длаби и што се вади останува бело, површината е таа што се печати, затоа се вика висок печат. Тоа го правиме тука. Јас сум секако благодарна што имам можност да гледам во живо, да го видам процесот, да искусам. Графиката е нели уметност на печатење. И за да се испечати треба прво да се влаби линолеумот и уствари делот кој што не е излабен ќе се гледа на крај на отпечатокот. Влабените делови остануваат бели, а делот кој што не е излабен нормално ќе биде во боја. Имам слобода при избор на мотивот на уметничкото дело и мислам дека е убаво што сите имаат можност да се изразат како што сакаат, да си одберат своја тема и благодарна сум што наставничката ни дава таква можност да се изразиме. Спремна сум да пробам и ако треба да излабам и ново, ако не ми се допаѓа. И без разлика на тоа дали е тешко, сепак среќна сум да го видам крајниот производ. Па јас, колку што знам, во основно училиште никаде нема преси. Ова е мој ангажман, помогнат од секако сите чинители во училиштево. Меѓутоа, потребно е. И на децата им е интересно и сакаат и тогаш се интересираат малку повеќе. Јасна им е целата приказка, знаете. Не е само до некаде, туку не морам само да ја објаснувам пресата или да покажувам на слајд, еве овака се работи професионално, туку можат да го видат тоа тука. И мене ми е ептем убаво што можам да го овозможам тоа.